Тоа излагање е во однос на кварталниот извештај за извршување на буџетот. Материјалите на хартија изгледаат коректно, меѓутоа суштински отвораат сериозни прашања во однос на планирањето, реализацијата како и одговорноста. Најпрво, во образложението се наведува дека се остварени приходи од околу 89%, што процентуално е висока сума, меѓутоа звучи задоволително, меѓутоа вкупно од над 200 милиони денари од планираните приходи не се реализирани. Тоа не смее да се занемари затоа што не е мала сума и тоа директно влијае врз можноста на реализација на планираните политики и проекти. Посебно загрижувачки е делот со капитални приходи, каде што планирани биле 53 милиони 500 илјади денари, а реализирани се 151 милион 131 илјада 723 денари, односно над 280% од планираното. Ова не може да се прикаже како успех, туку е јасен доказ за нереално и несоодветно буџетско планирање. Реализацијата е речиси 3 пати поголема од планот и тоа значи дека мнозинството од Советот го изгласал буџетот без целосни и точни информации за очекувани приходи, што укажува на сериозен проблем од аспект на транспарентност и отчетност. Дополнително, кај самофинансирачките активности реализирани се само околу 47% на ниво на општина, а кај одделни сектори состојбата е уште позагрижувачка. Кај основното образование реализацијата е 17%, детските градинки 33%, а кај средното образование помалку од 40%. Овие бројки укажуваат дека или институциите, односно образовните институции немаат капацитет да ги реализираат планираните активности, или општината нема јасна и доследна политика за поддршка и развој. Најсериозен проблем сепак се капиталните расходи. Според извештајот, реализацијата изнесува околу 25% од планираното, што значи дека приближно 3/4 од планираните капитални инвестиции не се реализирани и тоа во сума би било околу десетици милиони денари нереализирани средства за инфраструктура и развојни проекти, токму она што граѓаните најмногу го очекуваат. Истовремено, расходите за плати, надоместоци, социјални трансфери и отплата на обврски се реализирани со над 95%, а кај одделни ставки речиси 100%. Тоа покажува дека тековните обврски се извршуваат редовно, меѓутоа планирањето и реализирањето на приходи и капитални проекти заостанува. На крај, сметам дека образложението, односно материјалите што ги добивме, претежно е описно, но не и аналитичко. Има утврдени причини зашто капиталните расходи се реализирани со само 25%, зашто само финансирачките активности се под 50%, ниту пак се предлагаат конкретни активности за нивно подобрување. Сметам дека не треба тука како советници да констатираме само бројки, треба пред се да имаме јасна анализа, зашто овие слабости се повторуваат од година во година.